Во текот на продолжениот викенд, ансамблот за традиционална музика и игра Митко Алексов од Кочани имаше повеќе активности и настапи со оркестерот, меѓу кои позабележителен е целовечерниот концерт во Домот на културата Крстен Исирков во Свети Николе, на кој ансамблот ја представи чалгиската и традиционална музика. За време на викендот, оркестерот зеде учество и на фестивалот Инструментите на нашите предци во организација на Детскиот културен центар Карпош Скопје и на фестивалот Оро Весело во општина Радовиш. Концертот беше во општина Свети Николе, каде бевме гости, имавме прекрасна публика и прекрасни домакини. Исто така благодарности до Домот на културата во општина Свети Николе. Бевме дел од фестивалот во Скопје, во организација на Детски културен центар Карпош и исто така настапивме на фестивалот Оро Весело во општина Радовиш. На целовечерниот концерт во Свети Николе, во Домот на културата Свети Николе, настапивме заедно со Тијана Јаневска и се представивме со повеќе чалгиски песни, меѓу кои може да ги издвоиме Сома ги сум се родила, Ајги Рушице. Исто така настапивме со неколку чалгиски ора, Невестинско венчално, Рамно Велешко. Се представивме исто така и со традиционалниот репертоар на нашиот ансамбл, со ората Јанино, Женско крстено, песната Ор невесте. Следна активност на ансамблот е настапот во Кавадарци на 14 октомври со чалгискиот и традиционалниот оркестар. Ансамбл за традиционална музика и игра Митко Алексов од Кочани со своите оркестри, односно со чалгискиот и со традиционалниот оркестар, во соработка со Ангела Богдановска и Матеј Тушевски ќе одржи концерт во Кавадарци по покана на Домот на културата Иван Мазов Климе и по покана на општина Кавадарци. Концертот ќе се одржи со почеток во 19 часот на плоштадот во општина Кавадарци, доколку ни дозволат временските прилики. Доколку не, истиот ќе се одржи во просториите на Домот на културата. Сакам да упатам огромна благодарност до Домот на културата од општина Кавадарци и до општина Кавадарци за поканата што ни ја дадоа да бидеме нивни гости. И сите кои се заинтересирани ги повикувам да дојдат и да присуствуваат на концертот. Ансамблот Митко Алексов, иако е релативно млад ансамбл, формиран на почетокот на 2020 година, сепак членовите кои се 180 на број имаат учествувано на многу фестивали и манифестации во Републикава. Ансамблот Митко Алексов од Кочани се залага за едукација и зачувување на традиционалната игра и музика. Плановите за иднина се настапи и во странство, зависно од состојбата со COVID-19.